Тоа што е невидливо за очите, дефинитивно е опипливо за душата. Такво нешто е секако храната за душата која што се вика музика. Кога се бавиш со музика, некако си над другите, некако го гледаш и го чувствуваш она што другите не можат да го видат. Дефинитивно тоа го прави и мојот денешен гостин. Човекот кој што цело време контактира со публиката на една невидлива фреквенција, невидлива за очите, но опиплива за душата. Мустафа Имери, како си? Здраво, фала многу за поканата, многу добро. Баш ми е драго еве што конечно имаме прилика да се видиме покрај сите тие нели обврски и сите толку долгогодишни договарања, конечно сме тука. Па реално сега е летно време, нели сме сите натака навака со работа, со ангажмани, малце и одмор и задоволство, така да најдовме време еве да бидеме заедно. Баш така. Кажи ми, од кога почна оваа љубов со музиката кај тебе? Па реално многу рано. Јас почнав сигурно таму 6-7 година да пеам по детски фестивали. И реално и потекнувам од фамилија каде што се музичар и чичко ми е композитор. На почетокот моите исто така мајка ми пеела по хорови на времето кога беа популарни хоровите по школите. И од таму некако сум го исцрпил талентот, но највеќе со чичко ми кој што ми го откри реално тој мал талент за пеење и после со работа почнавме да пееме по детски фестивали, почнав да се бавам со музика, се запишав не во нижно, него во средно музичко образование, директно на соло пеење. Тогашната Сузана Туранџиева предаваше таму, она беше професорка во средното музичко. Завршив средно, запишав на академија. На академија бев кај професорката Милка Евтимова и дипломирав кај Билјана Јакимовска. И така, значи, тој период реално почнав да правам спотови, да пеам и забавна музика. Пеевме по кафичи на времето доста со друштво, со другари, така да беше доста забавна кариера имав. Баш ми е мило што ете таа кариера никако не застанува. Операта, оперското пеење, начинот на живот што го водат оперските пејачи, некако мене цело време ме поврзува со џентлменство. Некако тоа е една класа погоре од се друго. Дали сметаш дека помеѓу оперските пејачи, кај нас зборувам, има џентлмени? Па верувам дека има самиот пристап кога ќе влезете во таква институција како опера, реално треба да имате некој стайлинг прво као облека, не може да отидете со фармерки на опера. Не знам кај нас може да ја одат, но во светот колку што знам, значи има некој код, дрес код за опера. И реално тој свет на музика е некако, како што кажат, и малце повисоко, некој да не кажам дека таму иде некој џет сет, значи на вако верувам во светот е така и кај нас. Значи на оперските случувања идат луѓе кои што реално може да се дозволат да одат, пошто реално картите се многу искапи надвор. Да. Па и на такви овакви треба да сакаш, мислам да сакаш да слушаш таква музика, да сакаш да слушаш опера. Не секој од луѓето нели сакаат да слушаат нормално, но тие што се љубители тие уживаат. Верувам дека уживаат во тоа. Исто и јас мене оперското пеење и реално повише тоа некое концертирање со италијански канцони, со такви некои прубави да речам песни, ја уживам во таква музика. Значи тоа ми е како да кажам фах и животна желба. И јас исто така уживам во италијански канцони. Се надевам дека после на публиката малку ќе им дадеме, ќе им забибериме што викаме ние малку доза на музика. А кажи ми, дали кај нас се поддржуваат артистите, поготово оперските пејачи, или ги има оние замки, сплетки, љубомора, доколку еден е успешен, дали ќе те поддржат или ќе пробаат да ти направат сопка? Па ја колку што мислам дека секој на некој начин си го наоѓа патот до успехот или бар се труди. Замки постоеле секогаш и постојат реално во самите институции. Некој, поготово кај нас малце се и политички овакво, кој е поблизок до партијата, ќе пее цела 4 години, после тоа ќе пее некој друг. Но во глобала можам да кажам дека секојаш тој што има добар глас, што реално е прифатлив за публиката и што е одличен оперски пејач, на него не може да му направат некој проблем.
затоа што ќе си го најде патот до успехот и светските сцени не ги немаат овие наши, да кажам, финти. Баш финти, да, добро кажам. И таму нема. Затоа нашата работа е искачаш на сцена и го даваш тоа што го знаеш. Ако те прифати публиката, тоа си ти. А кажи ми, кога стоиш на сцена, таа што го кажав преска, значи тоа што е неопипливо, тоа што е опипливо само за душата, нели, кога ја споделуваш таа енергија со публиката, какво е чувството? Таа трема реално постои секогаш кога се качиш на сцена. Значи, без разлика колку да имаш багаж остварен во кариерата, секогаш тој наредот настап е исто како да ти е прв настап. Реално јас имам некаква возбуда која што ја викаме како трема, но таа е убава трема, која што реално таа трема ја споделуваш со самата публика и она го возвраќа тој ударот и се прави некое чудно волшебство помеѓу значи самиот пеач и публиката. И тоа чувство реално го имаат само тие што се на сцена. Зборам не само пеачите, него и сите што се качиле на сцена. Јас тоа викам, таа магија што се случува помеѓу сега и овде. Да. Буквално. И не се повторува. Реално и да направиш еден ист концерт со исти композиции, нема да биде ист вториот пат како што било. Нормално. Тоа ни беше малку ускратено нели со пандемијава, но е полека се враќаме, да. А што е на што те инспирира цело време да продолжиш? Па реално јас музиката мене ми е професија, значи не ми е хоби. Јас сум и професор по оперско пеење, така да сум, како да кажам, не можам да се откажам од овој дел затоа што реално многу го сакам. Моментално исто да го правам тоа на моите ученици кои што им го давам моето знаење што го знам за пеење. И до сега имаме двајца ученици што поминале, тројца можам да кажам, кои што моментално се етаблираат во сцените во македонската сцена, каде што концертираат со овако завршија и академија. И тоа е уште поголема, како да кажам, мотивација и убаво чувство, кога не си себичен и реално го даваш тоа што го знаеш, го даваш на некого што во иднина ќе му притреба за неговата кариера. Убаво чувство. Јас на моите концерти солистички што сум ги имал, моите ученици исто пееле, каде што многумина од луѓето ми викаат зашто им даваш шанса на овако, викам, они се другата иднина. Значи јас сум таков по природа, сакам да помагам и реално на секој има свое време кога овако, моето време е уште и убаво чувство да пееш и со твоите ученици или студенти. Како не? Многу убаво чувство. Тоа е пред се џентлменски, нели, како велат дека за да си џентлмен треба прво да правиш за другите, па после да правиш за себе, а предавањето и професорлукот, можам да го речем, да си професор е нешто навистина божествено. Што за тебе представува поимот џентлмен? Џентлмен, тешко прашање, како се издише. Знаеш како се издишав, затоа што баш тоа вчера кога искочив малце со сопругата во град и гледам некако дали се изгуби тоа џентлменството оваквото. Ние бевме доста големи џентлмени, зборам во ова, ја не сум многу стар, но на времето кога ја бев и тинеџер и бруцош, можам да кажам дека имаше повише џентлменство него денешно време. Денешно време ми е повише како шминка. Ние знаеме тоа, значи џентлменство не е само да отвориш врата на девој кога ќе влезе или да не знам да пуштиш место во автобус или овако, значи тие се некои бонтонски работи кои што треба реално секој да ги прави. Но џентлмен е да си, ја мислам дека да си големо душа. Ако си големо душа, значи сите овие работи се веќе влегуваат во џентлменство. Знаеш да постапиш во одреден момент како што треба. Одлично, ми се бенди се одговорот многу. По повод таа прилика ќе те повикам сега да се напиеме по една чаша бело винце, малце се освежиме од ова жешко време, па ќе продолжиме со разговорот. Чевлите се многу важен детал кај секој маж. Секој кој носи неуредни, нечисти или оштетени кондури не заслужува да се нарекува господин.
Прав господин или джентлмен секогаш се грижи за своите чевли на врвно ниво. Употребува креми, спрејови, ги негува квалитетно, затоа што знае дека кондурите се огледало на еден маж. Чевлите се најважниот аспект од вашиот стил, барем така се зборува. Многумина велат дека жените првото нешто што го забележуваат се чевлите, па потоа ве меркаат понатаму. Еден од најпознатите дизајнери во светот, Том Форд, изјавил: "За мене чевлите се најважни, затоа што ми зборуваат многу за вас. Тие го менуваат начинот на вашето одење." И мажите и жените имаат нешто заедничко. Сакаат чевли. Според многу истражувања, во денешно време мажите купуваат помеѓу 5 и 10 пара чевли годишно, додека жените купуваат од 10 до 15 чевли годишно во просек. Тоа е голем напредок за машкиот пол. Денеска ќе зборуваме малку повеќе за историјата на машките чевли и најпопуларните типови од нив. Во текот на 17-тиот век, машките обувки најчесто биле чизмите. Дискутабилно е, но се смета дека студентите на универзитетот во Оксфорд се побуниле против традиционалните издигнувања кај чевлите и така настанале моделите Оксфорд. Карактеристиките на современите Оксфорд чевли се во нивниот специфичен метод на конструкција, со затворен систем за врзување, изложен глушт и ниска пета. Стилот на овој тип на чевли е можеби најкласичен во машкиот свет и има заслужено место како една од главните машки модни парчиња. Оксфорд обично се смета за поформален чевел и е соодветен за свечени прилики, како што се работа, свадби или пак интервју за работа. Дерби чевлите пак се познати по својот лежерен и удобен стил. Овој тип на чевли е соодветен за секојдневно носење. Дерби чевлите потекнуваат од 1850-тите години, каде што биле популарен стил за господата во градот. Тие се повеќе за модерните мажи, кои не се плашат да експериментираат и да мешаат со стиловите. Монкстрап чевлите имаат долга историја позади себе. Првично создадени како алтернатива на сандали за европските монаси, а денеска едно од омилените парчиња на гардероба кај мажите. Тие најчесто се изработени од најквалитетната кожа или велур и на нив има единечни или двојни токи кои може да се најдат на горната страна. Потеклото на овој тип на чевли датира уште од 15-тиот век и покрај скромното потекло на чевлите, стилот од тогаш еволуирал и станал составен дел од секоја модерна комбинација на еден джентлмен. Клучот за одлично вклопување на вашите чевли во останатиот стајлинг можеби е токму бојата. Препораката на стилистите е експериментирате да се забавувате со чевлите во боја, но секогаш да имате барем еден пар класични црни чевли. Боите како кафена и црна се подобри и полесни за комбинирање и секогаш полирајте ги и одржувајте ги чисти, за да имаат подобар изглед. Каде што зборовите запираат, музиката зборува. На здравје. На здравје. Ајде малку да те запознаеме од друга страна. Каков е Мустафа приватно? Што сакаш да правиш, да кажеме, кога не си сообврски? Што сакам? Да кажам, јас на времето кога требаше да решам дали ќе се бавам со музика или вака, спортот ми беше како втора професија. Сакам да спортувам многу. Играв на времето фудбал професионално. Но дојде некој тој природен момент каде што требаше да одлучам дали со спортот или со музиката и реално музиката ја одбрав како професија. Иначе тоа сакам да гледам филмови, уживам да гледам филмови. И сега исто така, пошто нели родител на две деца и со фамилиарно да се искочи, да се прошета, да Семејството е најубавото нешто. Најубавото нешто така. На децата им треба внимание и со нив. А имаш ли некој, да кажеме, ритуал, пример, ќе си дојдеш после концерт уморен и нешто да правиш, пример, да се напиеш некаква пијачка, не знам, или да каснеш чоколадо или не знам, нешто како што те опушта пред спиење? Да ти кажам право, пошто ти си запознан, како што гледам доста со нас пеачиве како функционираме. Значи јас не сум од тие каде што пијам апчиња, но реално знам пред концерт, значи неколку дена, можда и една недела, две, да не пијам алкохол и да не пијам газирано. Значи, после концерт е првото нешто што сакам да се напијам кисела вода, не знам, нешто да се вратам или некоја кола. Тоа ми е како, да кажам, ритуал некој.
Затоа што тие се некои работи кои што реално јас многу и не верувам, грлото си е грлото и што знаат да пеат во секој момент. Но сепак треба некои да се пазат нека вако, пошто оперското пење не е баш така лесно. Така да треба енергија и се ја чуваме со тоа. Да, па мора да се одржува исто како и мускулите нели на телото, така да. Све си го бара своето. Колку и да си ти генетски надарен за тоа мора да. Кажи ми, каде се чувствуваш поубаво, на сцената или надвор од сцената? Каде се чувствувам? Реално мислам дека на сцената се чувствувам волшебно, мислам многу убаво. Јас реално и сум еден таков тип каде што сакам и организирам исто концерти за други. Но сами од себе си многу си се наоѓам на сцената, затоа што сакам да пеам. Значи, сакам да покажувам тоа што го знам. Као што викаат сега, јас да не се фалам дека сум доста талентиран пеач и сцената е убаво место за давање, нели? За давање буквално. Кажавме дека како оперски пеач мора цело време да изгледаме скоцкани, да изгледа скоцкано и сите да се нели во тој еден џентлменски манир. А како си приватно? Вака морам да ти го пофалам стилот, пазиш на детали, тоа е буквално така. Сакаш ли и кога не си на емисии да се облекуваш вака или не, реално преку ден највише сакам да бидам по тренерки по патики. Мислам, го обожавам тренерки патики. Стилот ово е некако, како да кажам, можда по-тренди и урбано сега за годините реално јас. Но тој, како да кажам, тој дел другиот со смокинзи, со вакво, тој е убав и но верувам дека не е за секојдневен. Иако повеќето оперски пеачи ностоп се со сакоја, со вакво, значи сака да го држат тој тренд и надвор од оперските куќи, но јас сакам да сум малце лежерен, мислам кога не сум вакво, значи да бидам слободен, да изгледам слободно и се трудам да изгледам убаво за во тој момент како што треба. А сакаш ли да потрошиш на добро парче, пример аксесори за саат, за наочари, за кондори, за автомобил? Да, значи на саатите, наочарите ми се слаба точка, како да кажам, имам сигурно 5-6 пара наочари. На така работи убави, значи кондори, убави патики. Другото не е толку битно, значи ние сме машки, облечи маичка, искочи, значи деталите се многу, реално ми се битни доста. А кажи ми, имаш ли некој од авторите, светските џентлмени што ги викам, авторите на класична музика, имаш ли некој кој што посебно сакаш да го пееш, кој што посебно ти лежи можеби? Па јас сум реално најголем фан на Лучиано Павароти, он ми е како идол, кажам за таа наша струка. Значи тоа он беше прекрасен глас, не верувам ретко и дека ќе има можда долго време таков глас, пошто ние ги знаеме тие финеси што викаме и во пењето, кој што се финеси и во облеката, има финеси во пењето. Он знаеше толку тоа некако лесно да го изведе за публиката, но ние што пееме знаеме дека тоа реално не изгледа така, пошто пак гласот е како да кажам жив орган кој што реално треба да се негува и не е тоа инструмент кој што можеш да го средиш и да тоа изгледа така како што изгледа. Иако значи такви гласови има доста, верувам, оперски пејачи во светот, но он беше и ќе остане број еден за мене. А како автор на музика, пример да кажеме Шопен или Бетовен или некој, имаш ли посебно нешто што си го пеел, да кажеме, во опера или некој што ти лежи посебно по лирски, по драмски, по значи јас сум лирски тенор по боја на глас и реално оперите како верувам Селски Берберин, Травијата, значи би ми се мој фах како боја на глас. Так. Да. Значи тие оперски арии, Не сум дорма. Да. Значи тие се нешто што реално се можда да кажам што лежат на мојата боја на глас. А имаш ли некоја арија што многу сакаш да ја пееш? Што да живееш како химна, да речеме? Како што ја кажав сега, Не сум дорма ми е значи многу е кратка, но во нејзи има, како да кажам, има
све што има потреба нешто за да се прикаже, дали гласовни способности, дали музика како музика, дали и либретото што е напишано, значи све буквално е скоцкано у тие, може да кажам, не 2 минути и 20 секунди. Јас морам да ја пофалам, слушав твојата изведба на Карузо на YouTube и навистина морам да ја пофалам дека си ја испеел божествено. Фала. Секоја ти чест. Кажи ми, имаш ли нешто што спремаш сега, нешто што правиш? Некои соработки можеби? Преска ние неформално разговаравме малце, значи јас негде на 15 септември планирам да направам концерт со три тенори во склоп на проектот Звуци на чаршијата од Културно-информативен центар. Тоа ќе биде со уште 20 тенори од Албанија, каде што реално ние настапивме пред месец дена во Елбасан. И тој концерт сакам да го направиме тука за нашата публика во Скопје и верувам дека ќе биде многу добар концерт. Значи веќе е скротен датумот на 15 септември во Даут Пашинава. Баш ми е драго тоа затоа што и тоа ќе кажам дека Даут Пашинава во Куршумлијан. Во Куршумлијан, добро. И тоа е исто така џентлменски, зошто? Затоа што нели сите артисти кои настапуваат сакаат да се сами, затоа што вечерта е за нив, но тоа е џентлменски. Три тенори, поделено внимание, поголема енергија за да се даде нели на публиката. Да направиме нешто поинтересно, реално, и пошто ја пред да почне пандемијава, значи ја во негде декември месец, 4 декември направив самостоен концерт во Филхармонија, 25 години од кариера. И после тој концерт пукна пандемијава, значи 2 години немавме многу такви ангажмани, реално никој не работеше како што треба. И сега чим се ослободивме малце, сакаме да направиме нешто интересно за публиката, пошто им треба малце на луѓето разонода да искочат, да се зошто да не? Да слушаат убава музика. Што се според тебе и кои се за Мустафа вистинските вредности во животот? Вистински вредности? Вистински вредности е тоа да верувам да си добар човек, да си фамилиарен човек, да знаеш да комуницираш со луѓето, да имаш, како да кажам, некој тој другарски фидбек. Тоа е големината на еден на човекот. И тоа е точно, тоа е вистина. Буквално со малку да кажеш многу. И кажи ми уште, за крај сакам да ми кажеш и како една порака да биде за нашите гледачи, еден бон тон на оперски концерт како треба да изгледа. Да го опишеш од твоја страна. Еден бонтон? Да ти кажам право, тоа е комплетно цела една продукција. Во смисла, прво се тие генерални проби кои што се прават, самиот настап, значи самата изведба на концертот, значи тоа влегувањето публиката во салата, пошто ја на последниот концерт буквално направија таа 2 минути некоја продукција каде што ги дадоа луѓето како влегуваат, како седнуваат во салата, како се отвара, кажи го, како да кажам, завесата, како се отвара, како почнува тоа, како за целиот тој гламорозен аплауз на крај и тие поклони, таа, нели, што кажаме, волшебност помеѓу публика и изведувачи, и однаш кога се затвара завесата и остануваат и убави спомени и тоа што луѓето знаат после тоа да го кажат, кога тоа е најубавото, дека беше прекрасно, дека многу убаво си поминавме. Не се тие убави моменти што ги оставаа. А се почитува ли дрес-кодот? Доаѓаат ли сите дотерани како публика? Верувам дека 60-80% го почитуваат редот. Реално тоа треба да го прави институцијата, значи тој што не е соодветно облечен за таму не би ни требало да влезе. Јас сакам да се почитува дрес-кодот, затоа што некако изгледа погламурозно целиот настан, кога се сите или облечени исто, или па приближно да изгледаат, нели, машките со смокинзи или со одела, жените со убави халини. Така да, тоа е убавината на нашата професија. Тоа е, облеката е почит. Си го почитуваш, ја почитуваш институцијата кај што си отишол, нели? Ние сме биле, сигурно, мислам, јас сум прочитал доста, сме биле и во Виена, и во вакво, значи, мислам, тоа е прекрасно. Прекрасно чувството и кога си гледач, не само кога си и пеач. А што ќе кажеш за точноста на публиката? За каснењето, што ќе кажеш? Тоа кај нас е малце релативно проблем. Кај нас треба како изгледат ги мешаат со свадбите, пошто на свадбите знаеш во 7 саат, 7:30, нели, имаш прием на гости, кај нас доаѓаат во 9. Да. Таков е начинот на овако на функционирање. Значи треба да се смени
како да кажам, временски код и да се направи дека операта кога почнува во 8, значи ти треба да бидеш максимум 15 минути порано. Така и е. да си седнат на место, реално да сакаш да очекуваш да почне самата представа. Исто како во Виена, така. Па добро, германците и швајцарците, нели ги викаме како швајцарски саат. Точно. И јас сум, мислам, доста точен, преска баш и кога се јавив и со вас да се слушнам, јавив 5 минути до 11, нели на снимање, а во 11 требаше да почнеме ние да снимање, така да јас сум си буквално швајцарски саат. Точно сте одлика на големите луѓе, така викаат, да знаеш. Ти благодарам што ми беше гостин. Исто, мило ми беше многу за разговорот. Се гледаме на твојот концерт. Фала ти многу. Фала ви многу. Се до средината на 60-тите години, неизбежен аксесуар на речиси секој господин бил шеширот, кој символизирал сериозност, елеганција, префинетост, стил и статус. Секако, во ладните денови заслужил за заштита од студ, дожд и снег, додека во летните за заштита од сонце. Мажите облечени во луксузни костуми, со шешир на главата, се шетале на плоштадите и кога ќе се сретнале се поздравувале со благ наклон со главата надолу, додека со десната рака, држејќи го шеширот малку го симнувале од главата, а некогаш го ставале под градите и благо се поклонувале во зависност од тоа кого поздравуваат. За носењето шешир важел и одреден бон тон, кој важи и денеска, а тоа зависи во која прилика и во која ситуација шеширот треба да биде на главата или не треба. Например, во затворена просторија, на настани, шеширот никогаш не се носи на глава. Исто така на настани кои што се на отворено, како например презентации, венчавки, погреби и така натака. Додека некој говори пред луѓе или публика, шеширот во тие прилики е некултурно да биде на главата. Тој од почит спрема личноста која ја слушаме. Да се навратиме на историјата на шеширот. Во 12-тиот век, шешир украсен со крзно или перие започнал да се користи во европската женска и машка носија, додека во 14-тиот век бил во мода на бургундискиот двор. Токму во текот на 14-тиот век, шеширот го добил денешниот облик по кој е познат денес, а ренесансата го подигнала обичајот за ношење шешир благодарение на раскошот од материјали. При крајот на 18-тиот век во мода бил цилиндар шеширот. Самиот назив цилиндар асоцира на формата и по тоа го добил името. Цилиндар шеширот ја символизирал високата класа и бил направен од крзно од дабар. Во средината на 19-тиот век, цилиндарот го носеле богатите капиталисти и бил статусен символ. Цилиндарот бил во мода во почетокот на 20-тиот век и се носел се до 1960 година, но само во формални прилики. Интересно е дека последен председател кој носел на својата инаугурација цилиндар шешир бил Ричард Никсон. Наследник на цилиндарот во мокните кругови станал полуцилиндарот, односно скратената верзија на цилиндарот, кој бил општо прифатен на крајот на 19-тиот век и почетокот на 20-тиот век, се до прифаќањето на Федора шеширот како моден шик. Федора шеширот е на некој начин евергрин шешир, бидејќи до ден денешен е во мода кај мажите кои носат шешири. Името Федора го добил по театарската представа одржана во Франција, каде бил носен од страна на една прекрасна дама. Федора шеширот станува неизбежен дел од облеката на господата од 30-тите години на минатиот век. Го носеле богатите фабриканти, трговци, градските фаци, мафијашките босови, а благодарение на холивудските звезди, како Кери Грант и многу други, Федората станува многу популарна во 50-тите и 60-тите години, кога го достигнува зенитот на популарноста во модата. Кога веќе пишуваме за шеширот како дел од облека, никако не смееме, а да не ги спомнеме мексиканскиот сомбреро и секако неизбежниот каубојски шешир кои се надалеку познати и се уште се носат во Мексико и Северна Америка. Но сепак, покрај Федората, уште еден шешир е култен и прифатен насекаде во светот, а тоа е Панама шеширот. Панама шеширот е најпопуларниот шешир кај мажите. Интересно е тоа што овој шешир всушност се прави во Еквадор. Од дамнешни времиња го правеле тамошните племиња уште во 17-тиот век, но денешниот облик го добил некаде при крајот на 18-тиот век. Името го добил по Панамскиот канал, каде поминувале ловците на злато кои понатаму се упатувале во Северна Америка во времето на златната грозница, додека еквадорските трговци ги продавале токму таму своите шешири.
Чувајте го здравјето и слушајте добра музика. Бидете джентлмени и негувајте добри навики. Чао. Дами и господа, уживајте во добрата музика, напијте се добра чаша вино, останете со македонската телевизија и се разбира, негувајте добри навики.